оваа гарнитура на ВМРО ДПМН ја имаше таа среќа или несреќа, се што може да се падне од сите можни кризи да ни се падне во овој наш мандат. Јас се сеќавам во минатото пред 2006 година ниту кризи во светот имаше, ниту европска криза, ниту светска криза, напротив, економиите одеа супер во Европската унија, одлично во светот. За жал па тогаш во Македонија не одеше добро работата, затоа што тогашните власти и во некризно време продуцираа криза во Република Македонија. Како и да е, го надминавме периодот на светската економска криза, сега сме во фаза на надминување на периодот на европската должничка криза. Правиме се што е во наша моќ да се преброди овој период со колку што е можно помали последици. За разлика од другите земји, каде што за време на оваа криза се зголеми невработеноста, ние успеавме да направиме се што е во наша моќ да не дојде до ново зголемување на невработеноста во Македонија, така што невработеноста на некој начин застана на оној дел каде што ја намаливме во првите 2 години, кога немаше светска криза, од 38 на околу 32, сега околу 31,6, и не дозволивме за време на овие кризи да дојде до ново нагло зголемување. Во најголемиот дел од европските земји дојде до значително зголемување на невработеноста. Европската унија како целина во моментот има највисоко ниво на невработеност. Најголемиот дел од земјите ги зголемија даноците. Например, ДДВ-то го зголемија 25 од вкупно 27 земји членки на Европската унија. Но не се зголеми само ДДВ-то. Се зголемија персоналниот данок на доход, се зголемија данокот на добивка. Зголемуваа разни други давачки на секаде низ државите на Европската унија и воопшто на Европа. Македонија не почувствува зголемување на даноци, затоа што владата беше цврсто одлучна да не дозволи нови оптоварувања на граѓаните во Република Македонија со зголемување на даноци во овие тешки времења. Наспроти тоа, не само што не се зголемија, туку дојде и до намалување. Например, данокот на добивка кој што преходно го бевме намалили на 10%. Дополнително се намали за оние компании кои што нема да ја распределат добивката во дивиденда. Се намали на 0%. Значи, од 2009 година наваму, секоја фирма која што ќе има добивка и нема да ја распредели во дивиденда, односно ќе ја задржи во фирмата или ќе ја реинвестира, секоја таква фирма не плаќа данок на добивка. Македонија е единствена држава во Европа што дава ваква можност на собствените граѓани кои што работат фирми, кои што работат некаков бизнис, помал или поголем. Се едно. Така што правевме чекови со кои што не случајно ММФ и Светската банка за време на глобалната криза јавно изјавуваа и пишуваа во нивните извештаи дека Македонија е една од земјите која што најдобро се справува со кризата. Тоа не беше лесно во тие денови. Не беше лесно за време на светската криза да продолжиме со реформи и да останеме меѓу топ реформаторите во светот. Македонија и во 2008, и во 2009, и во 2010, и во 2011, 5 години поред од страна на Светската банка е прогласувана за топ реформатор во првите 3-4 светски реформатори за секоја поодолна година посебно. Како резултат на тие чекори, на генералната листа на Светската банка, во списанието што го издава еднаш годишно Doing Business, Македонија од 96-то место се искачи на 22-то место во светот, според условите за правење бизнис. Светската банка ги мери условите за правење бизнис во цел свет, во сите земји, и прави ранг листа еднаш годишно. Македонија беше 96-то место во 2006-та, минатата година дојде на 22-то место, според условите, добрата бизнис клима за правење бизнис. Така што, тоа влијаеше на многу инвеститори да ја разгледаат Македонија како можност за инвестиции. Иако во исклучително тешко време, кога секаде застана инвестициите, кај нас колку толку тие продолжија да доаѓаат. Еве, минатата година имавме почеток на околу 10 крупни фабрики во Македонија. Джонсон Контролс започна да гради втора фабрика во близина на Штип. Кромберт и Шуберт започна градба во Битола за 2000 вработувања. Кенет Електроникс веќе ја привршува фабриката во Скопје, во Скопско, за околу 500 вработувања. Мадерсон почна да гради своја фабрика за автомобилски делови.
Протект од Русија почна да гради фабрика за разни фармацевски производи. Редица други компании и покрај тешкото време, заради добрите услови кои што ги нудеше владата, но и промоцијата што ја правеше целиот овој период, започна градби. Денеска Джонсон Мети, која што во 2008 година, односно во 2009 година започна со работа со својата прва фабрика во Македонија, денеска во Скопје, во присуство на првите луѓе од Джонсон Мети и во присуство на англискиот амбасадор и во присуство на повеќе министри, се започна градба на нова фабрика на Джонсон Мети, која што ќе вработи, бројот на вработени на Джонсон Мети ќе го зголеми над 500 лица. И во која што ќе се инвестира околу 60 милиони евра. И сето ова се случува во едно исклучително тешко време. Фабриката која што започна да се гради минатата година, да се доградува и да се опремува, веќе во јуни фабриката Технокозе од Италија започнува со работа. Друга една фабрика во Тетовско се доградува и исто така во јуни ќе започне со работа, а тоа е фабрика за производство на ветерници од Швајцарија. Редица други се или одвучени или блиску до одвука да почнат свој бизнис и своји капацитети во Македонија. Јас знам дека тоа не е доволно и треба уште повеќе од тоа. Но исто така, ќе ви кажам дека во ова тешко време и тоа беше максимумот што можеше да се направи за да се привлечат одредени компании да дојдат во Македонија. Верувам дека во втората половина на оваа година, се надевам во втората половина на оваа година дека европската криза ќе попушти. Рецесијата ќе почне да заминува од Европа и ќе се создадат нови услови за инвестирање. Во меѓувреме ние нема да застанеме ниту со промоцијата, ниту со барање на нови инвеститори. Драги пријатели, во сиот овој период, ако на нешто внимававме посебно и не заборававме, беше земјоделието. Ветивме во 2006 година дека ако дојдеме во владата, ако ја добиеме довербата од граѓаните, ќе инвестираме големи пари во земјоделството и ветивме 20 милиони евра годишно. Во четвртата година од нашето работење, затоа што дотогаш се даваа 5 милиони евра годишно и ние рековме дека секоја година тоа ќе го наголемуваме и во четвртата година ќе стигнеме до 20 милиони евра. Не во четвртата година, туку во четвртиот месец од нашето работење, ние стигнавме до 20 милиона евра во 2006 година. Со ребаланс се разбира, одвојајќи нови пари за земјоделците. Веќе во 2007 година одвоивме нови 28 милиони евра. Веќе во 2008 нови 45 милиони евра. Внимавајте, споредено со 5 милиони што претходно ги даваше ССМ годишно. Веќе во 2009 70 милиони евра, кои што претходно беа ветени пред да започне кризата, иако кризата започна и приходите во буџетот драстично ни опаднаа. Во 2010 дојдоа кај земјоделците нови 100 милиони евра. Во 2011 за земјоделците беа поделени нови 115 милиони евра. Оваа година и покрај тешките услови, рецесијата во Европа, европската должничка криза, намалените приходи, намалениот буџет, во буџетот се резервирани вкупно 130 милиони евра поддршка за земјоделието и за земјоделците во Република Македонија. Тоа е политиката на оваа влада кон земјоделието. Јас знам дека таа не е идеална и дека секогаш може и подобро и повеќе. И дека секогаш има нешто повеќе што може да се направи. Се трудиме сите добри идеи да ги спроведиме колку што е тоа можно. Например, тргнавме во распределба на земјоделско земјиште. Распределивме големо земјоделско земјиште низ целата територија на Македонија во различни форми, во форма на продолживање, во форма на концесија и слично. И многу луѓе на тој начин успеа да си најдат собствена заработувачка. И ќе продолжиме на тој начин исто така и преостанатото земјоделско земјиште, колку што е можно побрзо да го подготвиме за концесионирање или за продолживање и да го распределиме на што е можно поголем број земјоделци. Направивме и други проекти во земјоделието, со кои што почнавме да помагаме на различни групи на земјоделци. Овозможивме средства од европските фондови, но и средства од буџетот за набавка на трактори, на земјоделска опрема по принципот пола-пола. Така што на некој начин овозможивме многу поволности кои што може да ги искористат земјоделците. Исто така
за многу граѓани овозможивме дворните места кои што ги има и кои што не може да си ги купат, да ги купат за символична сума од 1 евро квадрат. Она што исто така го направивме беше индустријските капацитети, оние кои што имаа своји индустријски капацитети, нивните дворни места да ги откупат за достапни цени, за да можат во нив да направат надградби, доградби или нови капацитети. Продажбата на градежното земјиште во многу од дејностите го намаливме на 1 евро метар квадратен. Например, секој што сака да гради фабрика, ако му треба градежно земјиште, сега може да го купи по 1 евро метар квадратен. Секој што сака да гради хотел или откупно дистрибутивен центар за земјоделски производи, исто така земјиштето градежно може да го купи на отворен јавно надавање со почетна цена од 1 евро метар квадратен. Предноста во ова е што најчесто нема кој знае колку конкуренти, па многумина успеваат навистина да го купат по 1 евро метар квадратен. Исто така, за секој оној што сака да си купи плат за куќа, почетната цена на државното земјиште за куќи изнесува 1 евро метар квадратен. Тоа се предности кои што ги немаше во минатото, а кои што се направија сега. Како што се направи и легализацијата на дивите градби. Нешто што беше многу пати ветувано во минатото, меѓутоа никогаш не беше остварено. Многу влади, многу политички партии и политичари им го ветуваат тоа на граѓаните, но никој не го оствари. Ние го завршивме, законот помина, општините сега го спроведуваат тоа. Она што исто така е значено, во што дававме голем влог, е изградба на многу локални патишта и многу водоводи. Ангажиравме средства од Светската банка во износ од 130 милиони евра за изградба на локални патишта, реконструкција на локални патишта низ сите општини во Македонија, како и реконструирање и градба на регионални патишта. Над 250 локални патишта се изградија и се градат во Република Македонија и некаде до крајот нова година би требало тоа да приврши. Тие се оние патишта по 5-6 километри кои што најчесто луѓето и најмногу ги користат. Од село до село, од градот до селото, во некое населено место од еден до друг крај, тие се многу покористени патишта отколку да речеме автопатите. Иако и таму ја завршивме делницата што не беше завршена во делот на Табановце од околу 9 километри автопат, а негде кон крајот на годината, откако веќе обезбедивме финансиска конструкција, ќе започне и доградбата на делот на автопатот Александар Македонски, во должина од 29 километри во делот Смоквица-Демиркапија. Исто така, обезбедивме финансиска конструкција за изградба на водоводи. 50 милиони евра обезбедивме за изградба на водоводи. Значи 130 милиони евра за патишта, локални и регионални, и 50 милиони евра за изградба на водоводи. Сега е во фаза подготовка на нова финансиска конструкција за градба и реконструкција на училишта, на градинки и на други слични објекти во износ од исто така 50 милиони евра. Она што исто така бевме посветени во овој период беше спроведување на многу работи поврзани со нашите евроатлантски интеграции. Како прво успеавме да обезбедиме безвизен режим за Македонија. Тоа го ветуваа многу влади во минатото, но оваа влада токму тоа и го направи. За 2,5 години работење успеавме да убедиме Европа да ги укине визите за македонските граѓани. За 2 години работење ги исполнивме сите услови потребни за членство во НАТО. За 3 години работење ги исполнивме сите услови потребни за започнување на преговорите со Европската унија. Веќе 3 години поред добиваме позитивни извештаи од Европската унија и препораки за почеток на преговорите. Сите вие знаете зошто не ги започнавме преговорите со Европска унија и зошто не влеговме во НАТО. Тоа не е заради тоа што не ги завршивме реформите, напротив, експресно ги завршивме сите работи кои што преходно СДСМ не можеше. Но само заради блокадата и уцената од страна на Грција со цел промена на нашето уставно име на државата, промена на името на нашиот идентитет, односно името на нашата нација и името на нашиот јазик, само заради тоа и неможноста да се најде решение по тоа прашање, и Грција се убеди да ја прифати реалноста, Македонија не стана членка на НАТО и членка на Европската унија. Еве, пред некој ден беше господинот Фуле во Македонија, ги слушнавте неговите реакции за работењето, за реформите, за енергијата, за тоа што го прави владата на Република Македонија.
Ние сепак и на тоа поле ќе направиме се што е во наша мок да се дојде до решение. Ние сакаме да најдеме решение, ние знаеме дека сме во право, затоа што и Меѓународниот суд на правдата во Хаг објави со судската пресуда во декември минатата година дека Македонија никогаш до сега не го покршила договорот од 95 година и дека Грција го прекрши во Букурешт договорот од 95 година и меѓународното право. Ние знаеме дека сме во право, ние сакаме да најдеме решение и ќе продолжиме да бараме решенија, меѓутоа исто така ќе продолжиме да бидеме мощни и внимателни кога станува збор за зачувување на она за што генерации и генерации пред нас се бореле, гинеле, ја дале својата крв и својот живот, оставиле цели семејства. А тоа е борбата за независна, суверена Република Македонија, со име Македонија и со име и националност на македонци со македонски јазик. Ке започнам со една реформа што ја направивме минатата година, но ја продолжуваме и оваа. Накратко за тоа спомна и премиерот во однос на одобрението за градење. Во текот на 2011 година во Република Македонија за да се добие одобрение за градење требаше да се извадат 21 чекор и да се посетат повеќе институции. Со измените во законот за градење тие 21 чекор ги намаливме на 4 чекори. И тоа го препозна Светската банка и затоа Република Македонија во извештајот на Doing Business беше рангирана на првото место во светот. Но ние тука не застануваме. Нашата наредна цел е одобрението за градење да се издава по електронски пат, што значи дека ќе му се возможи на сите граѓани, на сите правни лица да можат апликацијата, барањето за одобрение за градење да го поднесат по електронски пат, односно може од дома да седиш и да си поднесиш апликација. Вакво нешто во Министерството направивме и за апликација во делот на автобуските линии, во делот на така познатите ЦЕМ дозволи, во делот на распределбата на социјалните станови, во делот на продажбата на градежно земјиште, бидејќи кога има електронски систем, тогаш нема инволвирање на човековиот фактор и тука нема воопшто простор за било каква корупција или инволвирање на човекот. Се она што е ресурс, најдобро е да се дистрибуира преку електронски пат. Во делот на проектот што го спомна и председателот за изградба на локални патишта, обезбедивме доста средства, се со цел да ја подобриме локалната патна инфраструктура. Она инфраструктура каде што најмногу се користи од граѓаните. За вашата општина предвидено е реконструкција и изградба на 2 локални патишта кои ќе завршат оваа година. Тоа е патниот правец од селото Каратманово до село Дорфулија во должина од 2,10 км и од селото Милино до селото Гюземелци во должина од 2 км. Овие патни правци, согласно динамиката, треба да завршат оваа година. Исто така, од проектот за подобрување на водоснабдителните системи, зашто владата обезбеди средства во висина од 50 милиони евра, за вашата општина беа доделени вкупно 13,5 милиони денари. Тоа е многу голема сума за општина Лозово, знаејќи каков е буџетот на вашата општина, и ќе апелирам тука до градоначалникот во соработка со местните заедници што е можно поскоро да ги достават проектите и да започне изградба на еден водоснабдителен или пак канализационен систем во вашата општина. Со процесот на легализација, процес со кој овозможуваме на голем број на граѓани да добијат тапија, да добијат имотен лист за своите кујки што се градени 10, 20, 30 години наназад. Само во вашата општина имаше 681 апликација. Значи 681 семејство ќе добијат имотен лист, ќе добијат тапија за својата кујка и треба што е можно поскоро. Бидејќи најголем проблем во Република Македонија во моментов се геодетските елаборати. Што е можно поскоро? Да изработите геодетски елаборат, а тоа значи премер на вашата кујка. Да се утврди колку точно квадратни метри е вашата кујка, да ја доставите до општината, а потоа општината да ви издаде сертификат дека кујката е легална и потоа да се запишите во катастарот. Тоа ќе ви овозможи да си имате кујка на ваше име, но ќе ви овозможи полесно да дојдете до кредит, кој можете потоа да го користите за проширување на вашата кујка, за купување на земјоделски
препарати, на земјоделски машини и така натаму. Уште еден проект што го реализираме, а треба да се гради во близина на вашето населено место, е автопатот Миладиновци-Штип. Тоа е една од приоритетите на нашата влада и веќе сме во длабоки преговори со повеќе меѓународни финансиски институции за обезбедување на финансиски средства за изградба на едно автопатско решение кој ќе значи голем развој за целокупниот исток. Тој патен правец треба да биде од Миладиновце, тоа е некаде кон Кумановско, ке Окта, па се до Штип, но ќе поминува преку Свети Николе. Тоа драстично ќе ја развие Источна Македонија. На инсистирање и на барање на дел од луѓето кои работеа во Џумаилија, ние се вложивме и во изминативе десетина дена веќе се воведе стечајна постапка во комбинатот Џумаилија, што значи дека горе-долу преку институциите на системот ќе се заштити имотот во Џумаилија. Тоа беше и единственото барање на дел од вработените кои неколку пати доаѓаа во Министерството. Од пред една недела веќе имаме тамо стечаен управник. Неколку пати во овие денови имам разговарано со стечајниот управник или со стечајната управничка. Гледам во неа храброст, желба до крај да се расчисти ова ситуација, но и до крај да се заштити имотот во Џумаилија. Што е најважно, кога се прогласи стечајот, донесена е времена мерка забрана за располагање со имотот од страна на собствениците, односно Џумаилија, и забрана за правосилна наплата со извршители. Во исто време ми потврди стечајниот управник дека ќе бара ревизија на сите досега извршени трансакции преку извршителите. И не случајно уште на почетокот на дискусијата ви кажав, нема да ве оставиме сами да се борите со овие проблеми, бидејќи Џумаилија значи живот за сите вас тука. Таа земја ние се ќе направиме да роди нови работни места и нов развој на цел овој регион. Неколку пати имаме разговарано и со вице-премиерот на владата Пешевски, со премиерот имаме дискутирано и на владини седници за тоа како понатамо ќе се одвиват целокупните активности околу Џумаилија. Веќе е формиран еден работен тим од неколку професори од земјоделскиот факултет во Скопје, земјоделскиот факултет во Штип, од представници од Министерството за земјоделие и од Катастар. Минатата недела представници на Министерството за земјоделие беа присутни во Свети Николе, се со цел да се определат точните катастарски парцели во координација со Катастар, а веќе се излезени на терен професорите и за околу 10 дена ја очекуваме анализата. 2008, 2009 и 2010 година во овој регион се доделени 11 милиони евра субвенции од страна на владата на Република Македонија за поддршка на земјоделието. Ова година околу 50% од субвенциите се веќе исплатени, околу 130 милиони денари. Мислам дека во изминатата недела околу 70 милиони денари во овој регион се влезени кај земјоделците, се со цел да можат сега кога имат припремни работи во поле, да можат тие пари да ги употребат наменски за добивање на квалитетен производ. И уште нешто, пред 2 месеци бев тука на трибина заедно со министерот да разговараме за земјоделието. Ми го посочивте проблемот затоа што голем дел од луѓето во овој крај нема да можат да садат тутун, нема да можат да добијат бели картони. Ви кажав тогаш и ви ветив дека за многу брзо време од вас барам да формирате една задруга, институционално да го решиме проблемот, а ние како министерство се ќе направиме во согласно со законот на таа задруга да доделиме земјоделско земјиште каде што ќе може да се произведува тутунот. И така бидна, имаше оглас, 150 хектари се доделени на земјоделската задруга. Земјоделската задруга има обврска да ги собери од цел овој регион тутунарите и тамо луѓето да се садат тутун на легален начин
со договори. Сакам само уште да апелирам, земјоделското земјиште не смее да се реиздава од таа земјоделска задруга на други корисници и тоа доколку го има, ќе се санкционира. Тоа ќе биде земјиштето и наменето исклучиво за кооперантите и членовите на земјоделската задруга. Навистина, селото Милино заслужува внимание и заслужува повеќе. Владата на Република Македонија процени дека е добро да се преку Агенцијата за млади и спорт да се изгради едно мултинаменско игралиште и тоа согласно договорот потпишан во 2011 година беше воведена во градба на 21 јуни. За жал во моментот проектот за мултинаменски игралиште во застој од причина што фирмата која што го доби тендерот има проблеми заради околностите кои што се на пазарот, а се однесуваат на цената на асфалтот и начинот на набавка. Бидејќи се странски инвеститор кој што нема своја асфалтна база, а бидејќи состојбата во компанијата им е таква да не може да го авансираат асфалтот, во моментот во целата Република Македонија сме во застој. Решение има, а тоа е следното: го раскинуваме договорот со овој инвеститор, за жал, мора така да биде, ќе распишеме нов тендер, со тоа што мултинаменските игралишта ќе ги дадеме на повеќе компании, за да може да почнат во што е можно поголем број на локации во пократок временски период. Воедно ќе го намалиме и рокот на изградба на игралиштата, кој што во моментот е 5 месеци на 2 месеци, и со тоа ќе запазиме динамиката која што сме ја ветиле пред граѓаните на Република Македонија. Некаде, ако се оди по планот, би требало да продолжи проектот во септември, со оглед на тоа што игралиштето во Милино е во првите 33 кои што беа воведени во градба. Веќе во септември по изборот на нови изведувачи ќе продолжиме со работите и тука ќе биде и еден дополнителен бенефит, бидејќи сега ќе може да се пријават и локални компании кои што вистински ќе го искористат бенефитот од изградбата, а не само да бидат подизведувачи на голема компанија, која што сепак во Република Македонија влезе со силни референции како компанија која што има добри инвестиции во регионот. За жал моментално ситуацијата е таква и ние преземавме овие мерки. Значи, да, предвидена изградба на спортска сала од проектот за изградба на 145 спортски сали кој го води Министерството за образование и наука. Значи, таква спортска сала е предвидена и во основното училиште Методи Митевски Брицо. Според динамиката на градба на спортските сали, кои сега продолжуваат интензивно како што се отвори градежната сезона, во планот за изградба на овие спортски сали, значи салата овде во општина Лозово е предвидена да почне почетокот на 2013 година, но бидејќи придавам огромно значење на спортот и на физичката култура како дел од севкупното образование, заедно со изведувачот, значи работиме максимално напорно да спортските сали бидат изградени во што пократок рок. Се надеваме дека ќе можеме да започнеме со изградбата дури порано, крајот на оваа година, но крајниот рок за почеток на изградба е почетокот на 2013 година, секако за изградба нова сала се потребни 2 до 3 месеци, така што веруваме дека ова време следна година ќе бидат во полнек или при крај активностите за изградба на спортската сала овде во Лозово.